господинот директор на првата детска амбасада во светот, а и пошироко, Меджаши. Добро вечер! Директоре, прво да расчистиме кои се овие убави луѓе зад вас? Тоа се мои пријатели, колеги, соработници, волонтери, активисти. Едноставно дојдоа да ми дадат енергија и љубов. Кажете ми сега, колку време точно постои детската амбасада? 16 години, 6 месеци и 24 дена. Браво. Сега сте на нови позиции, дори јас не го знаев тоа, слободно кажеме каде сега се Стар аеродром, детската амбасада. Стар аеродром до војниот хотел, војниот базен, до поликлиника Јане Самарски. Да, одлично. Мене само една работа ме боли, што во последно време детската амбасада Меджаши е принудена да се појавува медиумите за многу неубави работи. Да. Мислам дека онаа главната нитка, главниот филруш што треба да се провлекува низ нашите животи, а треба да го направи детската амбасада, полека станува маргинален, стануваат поважни некои гнасни работи. Да, кога почнавме, спасувавме деца од Босна, па потоа водевме грижа за децата од Косово, па настана македонската криза 2001 се родија 3 бебиња, Александар, Никола и Марија. Се занимаваме со насилство, веќе сексуално, физичко, психичко малтретирање постојано. Ги опоменуваме родителите за одговорно родителство, едноставно сакаме да му дадеме максимална заштита на интегритетот на детската личност. Добро, и уште само еден апел вака до сите оние деца што имаат проблем, да се јават. Имате телефон? Да се јават. 0800 122 22 бесплатен. 0800 122 22. Уште еднаш 0800 122 за сите дечиња, девојчиња, момчиња што трпат насилство, што имаат проблеми да се јават. Што имаат проблеми од било каков тип. Благодарам. Се јавувате на 02 27 821 за Драги Змијанац. Ете, почнуваме. Тема број 1, воведничар ќе биде господинот Ванчо Шехтански, а темата број 1 носи наслов Диплома за нестручност. Пирамида! Познати се состојбите во нашето здравство. Сепак, кога дете ќе остане без зрака поради нестручност и неагилност, е нечовечки. Од обична скршеница, 8-годишник во Прилепската болница добил гангрена, па морало да му ја пресечат раката. И сега детето цел живот ќе биде инвалид. За каква казна се овие лекари? Може ли да се измери душевната болка кај ова дете? Како да се елиминира нестручноста таму каде што ја има и на кој начин да се ослободиме од некомпетентноста? Какви кадри произведуваат медицинските институции во државава? Имаме ли мафија во бели мантили? Можат ли да се купат дипломите од медицинските факултети и училишта? Има ли некој храброст да преземе нешто? Овој проблем не е од сега. Треба ли да се спомене Томе Пивара, ликвидаторот од 60-тите? Една минута, Ванчо Шехтански, поведете. Добро, трагедија, значи во секој случај. Тоа што се случи во Прилеп, на никого да не му се случи. Малку мислам дека е избрзан ставот новинарскиот овдека за осудување, значи никој не е виновен додека тоа не се докаже во постапка. Јас сега овдека сакам да ви кажам еден ист случај пред 5-6 години кој што се случи во Прилеп, повторно во Прилеп. Значи коинцидира настанот кога заради несовесно лекување од страна на лекари беше дадена инекција пеницилин на еден возрасен човек, средно возрасен од 46-7 години, кој што почина. Кој што почина, значи повторно на истото место во Прилеп, во една постапка, нели си надокнадија, се беше тужена Република Македонија, Министерство за здравство и последиците си ги сносеше, значи, установата и лицата кои што го сторија тоа. Така да сметам дека навистина во Македонија покрај тоа што има многу нестручни дипломи од било која област, покрај тоа што Македонија има врвни лекари, има и нестручни. Ке имаме време да се докажеме, заврши вашата минута, една минута, Столе Наумов, повед. Да, пак Шехтански ќе кажам нешто за него. Некако многу благо кон лекарите се однесува, да нема некој дил за адвокатски ангажман, па сега е малку предпазлив, внимателен. Не знаеме. Видите, тука има прашање, претходно да кажам, се споменува примерот со Томе Пивара, така беше. Пандан на тој пример или обратно, Томе Пивара е пандан, еден друг пример во областа на судството. Моне од Виница, мислам дека беше.
А, да, тој влезе во судницата и... Да, такви Тројца, колку работи, беа ги ликвидираш? мислам дека тројца беа. Тројца, судника. Такви работи за жал се случуваат и не случајно и судството и здравството секогаш во сите истражувања за корупција се ги држат највисоките места. Тоа можеби не е Реплика? целосно. Реплика 30 секунди, Вачо Шектански, Значи, ако повелете. некој е за корупција, тоа си новинарите, немој само да се во судството и во белите мантели да се спомнуваат. Ние гледаме дека во Македонија 18 години немаме независно новинарство. Кажете ми еден медиум кој што е независен. Добро, еве, јас да прашам само. Една Да прашам. минута, Столе Наво. Да прашам. Директно да го прашам господинот Чектански. Цело време зборуваат има корумпирани новинари. Корумпирани. Ајде, господине Чектански, кажете со име и презиме кој новинар е корумпиран. Дали Столе Наумов е корумпиран? Пријатели сме, ама можеш слободно искрено да зборуваш. Може да ми одговориш? Со име и презиме да ми кажеш кој новинар е корумпиран. Леле, каква провокација. Не разговарате со него. Не. Имате уште 30 секунди Прво, слободно. значи, Имате храброст да го кажете тоа? Јас имам храброст за се да кажам. Со име и презиме кој Имам новинар храброст- е корумпиран? Имам храброст Дали за јас се сум да кажам. корумпиран, кажете ми со факти. Имам бе. храброст, да, за се да кажам, затоа Да се што ќе вратиме на темата, кажете, да се вратиме на темата. еден медиум кој што е финансиран и зад кој стои, значи, некој независен физичко или правно лице. Кажете ми, кој медиум во Македонија е Не ми поставете независен? прашања, кажете со име и со презиме. Знам дека сте политичар. Готово, Кажете готово, конкретно име и Готово, презиме. заврши вашата минута, не се Сите што искористите. се- Една минута, драги Змјана, споведете. Многу е сериозен проблемот да правиме од ова шоу. Сакам само да кажам дека детето изгуби раката и ние со згрозено сето тоа го следиме и ги осудуваме, но ја би сакал да заврши ова со правна завршница. Значи, точно е за презумција на невиност, но тука има работа и за лекарската комора, има работа за народниот правобранител, за јавниот обвинител. Ја мислам дека одговорноста треба да ја преземат самите лекари, директорот на таа здравствена установа. На детето раката никој не може да му ја врати, но треба државата да го земе под заштита, бидејќи е највисок приоритет детето. Испрема конвенцијата за правата на детето, испрема уставот. Ова барам правна разрешница затоа што не би сакал да види само еден од многуте скандали и не би сакал Реплика 30 секунди, Столе Наумов, Ќе повелете. добиете минута после за ваши услуги правно. Ги споменавте новинарите, правна завршница. Новинарите за жал во ова општество, новинарите ако треба да бидат совест на општеството и механизам еден од најсилните да ги бранат граѓаните од заздисувањето на политичарите и на сите други мокници, се најчесто на тапет на судиите и експресно како во партизаните ги судат по кратка постапка. Кажете ми еден лекар кој што добил казна од 17.000 евра да плати како што тоа се случи деновиве на новинар. Јас знам само еден пример во Велес, меѓутоа исклучокот го потврдува правилото. Правилото. Кажете ми друг пример, или имаше 2.000 евра со Докиш, колку што знам, ама 2.000 евра и 17.000 евра. Добро, заврши. На крајот на Криста се работи за живот и смрт, а новинарите ако кажат нешто и погрешат, Заврши Сосема друга репликата и од повеќе време дадат. Една минута, драги Јас- Змјана, се вратиме на темата. на темата. Јас само сакам да кажам дали ќе победи лекарската солидарност или лекарската етика. Зашто верувам дека за овој случај можеби ќе се солидаризират и други лекари со несовесните лекари кои дозволија да му се ампутира раката на детето, но лекарската етика е поголема и мислам дека таа навистина одговорноста на тие лекари кои го сториле ова дело, детето да биде цел живот и инвалид, треба да ја преземе некој од лекарите кои го направиле тоа, а и државата да му даде максимална заштита на ова дете. Да, а што би можело да речеме, еве, Меджеш, што би Граѓанскиот сектор, еве не сакам сега да настапам премногу како прва детска амбасада, Не, што граѓанскиот може сектор токму вие да многу преценувате? едноставно, бидејќи е прекршено правото на детето во државна институција, може да даде представка на народен правобранител кој по службена должност спрема одредени членови од Законот за народен правобранител ќе постапи да го приспита овој случај, да го стави детето. Ќе под дадете ли заштита. таква? Ќе дадеме, ние веќе сме веќе ја подготвуваме представката. Така и треба, благодарам, заврши вашата минута. Една минута, Ванчо Шектански. Значи, постапката, значи, во овој случај прво рековме дека е трагедија. Страшна работа, која што еве се случила. Постапката во овој случај што треба да биде, се знае која е. Значи, тука има кривична одговорност, евентуално на лекарскиот тим кој што ја водел постапката, за да се докаже дали постои лекување, несовесно лекување. Реплика. Кривично дело. Реплика, нема право, Втората работа, која што, меѓутоа што не може да се надокнади, меѓутоа има право оштетеното лице во парнична постапка да добие соодветна надокнада. А има ли шанса сега во Македонија Не, тоа? јас ви кажав, значи дека има такви постапки и дека Не, дека знам тоа дека се има прави. постапки. Дали има шанса позитивно да заврши ова? Во секој случај да. Да.
убеден сум дека позитивно ќе заврши. А не е реплика, туку на дополнување, ако може. Има- Не знам имате- дали имате право на реплика, слободно, 30 Министерство, секунди, имате. мене ме е драго што министерот за здравство отиде и го виде случајот и се надам дека ќе се заложи. Вистина е овој сериозен случај и мора сите тие лекари трошат, а и треба да ги повикат на лекарите, да вистина Мислам дека се разбираме за овој случај, сите сме со исто мислење. Значи прво треба да се утврди одговорност. Кој е одговорен? Значи не се истрчуваме тука паушални изјави веднаш во стартот заради негрижа. Добро, еве, од вашата адвокатска пракса се случило ли сега во последно време некој лекар, доктор да плати? За таква работа. Оштета? Да, се случило ли? Кој, кога, колку, како? Случува се, не сакам да именувам лица. Не е битно, се случи. Се случа и во градска болница, и во градска болница, значи имаше двајца лекари кои што платија таква надокнада. Се Колку сеќава- пари, колку пари? Па сега не ме фаќа столе за збор колку пари, меѓутоа за тие за оштетата Не што сме на избори, не сме на избори, 17.000 евра, за ти кажам дека и адвокати плаќаат за клевети и сите лица кои што ќе сторат клевети исто се должни да Едно е дали треба да платиле. платиле, да. Платиле. Да, Значи и овие може да платат. да, и ќе платат. Така и би било добро да биде. Благодарам за вашата минута. Сега минута Столе Наумов. Премногу опортунистички настапува господин Шектански. Не е таков и во реалност, е редо. Сега тука премногу калкулира, многу калкулантски. Па сега не е исто телевизија и кафана. Видите, сакам да Во некој работи е исто, ама во се некој зборува не. за мафија, лекарска мафија, те синдикална мафија, те ваква мафија. Мафија постои секогаш каде што каде што не функционира системот. Значи проблемот не е ниту кај лекарите, не е ниту кај судиите, туку проблемот е кај системот. Доколку системот е ефикасен, нема да се искорени целосно, меѓутоа таа корупција ќе биде максимално намалена. Втора работа што сакам да кажам околу ова со лекарите. Не се сите криви, има извонредни доктори, извонредни специјалисти кои што се докажени и во светски глобални рамки. Меѓутоа, поради вакви примери се случува тоа што ни се случува. Нивната професија секогаш да ја жигосуваат како најкорумпирана. И мислам дека тие треба да си направат самите еден силен систем на саморегулација во нивните комори, со кој што систем ќе ги жигосуваат и ќе ги исклучуваат, ќе им ги земат лиценците на лекарите кои што Они се што ги однесуваат несовесно, а инаку мерливи се грешките на лекарите. Мислам дека се мерливи. Заврши, не ти дам премногу постојат простор, Столе. протоколи според кои што се мери Завршија поставка. првите 9 минути.